Околу 10 семејства во Облешево од сношти се заробени во сопствените домови. Водата во дворовите им достигна над метар. 70-годишната Марија Атанасова и низиниот сопруг не можат да го пречекорат куќниот праг. Немаат леп, а надојдената вода им поплавила и делот по куќнината. Не можам јас да дојдам. Се живо да хидрофорни и поплаве. Се живо поплавено, вода немаме. Поплавено се тука, двор, жито, колку ние имаме дефект. Те ли окујнат ке влезе, дрвата тамука. Имаме ечмер, имаме други работи. Имаме ориз. Ние сме заглавени многу, нема влезат што да правим. Побаравте ли помош од општината? Да, ќе барам. Ќе барам. И то ќе барам чизми ќе купам. Утре ќе купам чизми, нема кој да иде да ми купе. Обилните врнежи од дождна виделина ги извадија сите недостатоци и неодговорноста на одредени институции. Жителите гневни прстот го вперуваат во водостопанство Брегалница. Тврда дека причина за поплавите се неисчистените канали. 10 куќи кои се во многу лоша состојба, луѓето не може да се излезат и надвор веќе од нивните домове, не може да се купат, да купат и леп или намирници, било што. Проблем што секоја година е вака. Значи решението е да овој канал се реши, ако треба да се прошири и имаме тамо долу едно 300 метра од овде, треба да се направи уште еден канал. Надојдените води направија сериозно оштетување на еден од столбовите на мостот кај село Долни Балван. Мостот попушти, но во текот на денот екипи на јавното предпријатие Плачковица успеа да го отстранат заглавеното стебло. Будно се следи состојбата на Брегалница, но и на Козијачка река. Нема опасност од излевање на оваа река, така што ќе го следиме период кој што следи, имаме врнежи на снег на повисоките места, така да се очекува тоа ниво да биде зголемено. Водостојот на Брегалница се стабилизира. За сега не постои опасност од излевање во Штип, констатираше градоначалникот кој уште сношти го свика кризниот штаб. Има 3 критични точки. Едната точка е кај Бања Кежовица, другата точка е на бунарите во 8 ноември. Екипите на јавното предпријатие ИСР во текот на ноќта ќе имаат контроли за да го следат водостојот на река Брегалница и можноста од евентуално излевање. Секако доколку има ваква состојба, ќе бидат поставени вреки со песок. Состојбата со водостојот на Брегалница во Делчево и Берово е стабилна. За сега нема поплавено куќи.